со нас, навистина. Благодарение на твоето присуство, мислам Ќе направиме добра журка денеска. не се сомневам, докажан во својата работа години наназад. Секој од нас ќе признае дека бар некогаш нешто одглумил во интерес на нешто. Значи, токму тоа ќе ни биде денешната тема. Ќе разговараме со моите денешни гости колку тие во животот имале потреба да одглумат. Така беше малку со едно чудно фризурче и со брада, па луѓето се прашаат емисија вака како поубав, посимпатичен и подмладен. Гора Цветковска. Така ли? Ти све кажа за нас. Па нешто ќе се подраскаш. И слух. Па имаме тест од општа култура. Добро емотивно. Одглумам таа улога. Значи на професионален план знам, ми трудам. И затоа што одма ми викаат, ај доста глумиш, кажи отворено што е работава. Па како Мислиш дека подолго си во брак па за тоа колку глумиш. Баш ми е криво. Па глупо ми беше сега. Насмееш. Кога ќе се разбишти онака, знаеш, кога Веќе не му глумам, веќе знам. Мајки, добро, Бојана се уште не била во таа улога, ма се надевам ќе е така или не. Ние мажите. Имате момент кога искачате од кујна, све ви е преку глава и одеднашка мора еден туш на брзинка и одма да што треба да има една современа жена, дама. Да, се случува тоа многу често. Нема се шминкам. Штикли да носиш. Значи ќе ме Не убава атмосферата вдека во студиото и ќе те прашам или Ерик, што е она што ти го глумиш во животот, кога веќе збориме за глумата, нели? Тоа се кој како ги сваќа работите. Добро, кај нас малци општо. Ива ти е прва пријател. Па види се а ти, како ти одговара. Не е досадно бидно. Сакаме и да ги премолчиме. Или кога во моментот за тоа. ја болиш ти. Но на развод кој го имаше по порталите, барем така прочитав, мислам дека е вистина. Да. Дали Што нема пен. дали сето тоа те измести од колосекот или пак се задржа цврсто на свој нозе и дали во моментот се чувствуваш доволно растретено и сигурно и расположено или во моментот треба да глумиш расположение? Па искрено да Камера ти Не продолжи. составен дел точно, ама сама си кажа ти дека Лесната веја так нагоре. Не. Ле тука три ова. коли. Куќа. Развод, бундите враќај ги, викендицата, клучевите од кола, знам кај. нели често пати знаат да се вмешаат сопругот, на пример, да каже дека тоа Бојана, не знам, некој дечко или пак незините родители да дадат одредена сугестија. Како тоа го прифаќате? Суетни сте, се држите на тоа, ако е глума, ако не е комплетно искрено, или пак го прифаќате она? Сеедно бидејќи сум перфекционист по карактер и сум човек кој што многу вложува во тоа што го прави. Значи два се наљутам, а веќе по Ред. Да земат душа малце да пивнат се И сега срамат. блог да пијат. падне. Реклам. Значи, морам да кажам и ќе ви издадам што кажат. И гора сте слушна. Ти не ми праша јавно ќе се кажеш. Не се послужи не ги гледаме. Се гледа дека Цело ќе време заврши гледам. емисијата да влеземе Да ми овде. даде вино, чекаш да не фати па Од сега да ми шпанскиот ресторан Азафран, каде што има шпански специјалитетчиња своето време. Не точно. Тоа и е своето внимание. дел од неговиот Да, рад. извини, маја беше ти за поклоните. Тоа е. Значи, вината кај ми се? Еве. Јас кога ќе отидам дома ќе ми што правиш на емисија? Пие вино. Не. И што ти дадоа? Од добра Благодарам. фамилија си. Благодарам. Значи, ете, тоа е мало внимание од нас, меѓутоа нема да ја заборавиме, драги гледачи кои бевте покрај малите екрани и кои го споделивте овој час заедно со нас овде и верувам дека уживавте.